Ќе бидам многу искрен и отворен. Предстојат политички одлуки и консултации и политички одлуки за тоа прашање. Ние не знаеме колку граѓани живеат во Република Македонија. Одамна беше последниот попис. Гледаме некои бројки, Светска банка вели имате над 500.000 граѓани излезени. Разни други податоци. Имаме избирачки список што е негде 1.800.000 граѓани со право на глас. Задолжителниот референдум вели дека за да биде успешен треба да излезат да гласаат половина, значи плюс 1. Негде околу 800 и нешто илјади гласачи. Немаме време, нити капацитет избирачкиот список толку брзо да го прочистиме. Немаме време, попис ќе има, меѓутоа не можеме сега овие месеци тоа да го направиме. Тоа значи дека цензусот за успешен задолжителен референдум е многу висок. Имаме опозиција која што има дилеми со својот правец. Дали 27 април беше страшна работа? Или не? Зборувам за нив. Имаме ли јаснен профил, дали има дистанца дека таа работа беше грозна и опасна по нашата држава? Впечатокот е дека го избегнуваат. Дали имаме јасен став во однос на аферата со прислушкувањето, за одговорноста? Кризата на неказнивост треба да заврши со одговорност. Имаме ли јасен став во ова, сакаме да учествуваме, не сакаме да учествуваме, околу, значи, мора да има јасен правец, мора да се преземе таа одговорност. Дали се за НАТО и за Европската Унија? Ако се за НАТО, ако има друга алтернатива, некоја стратешка, да се презентира, да размислиме сите. Ако се за НАТО и за Европската Унија, а има друг начин, да не е преку договор и компромис со Грција, да го слушнеме и други, или нека седнат со Нова демократија, нека направат своја спогодба, да ја разгледаме и таа спогодба. Се одлучува дали ќе биде консултативен или задолжителен, или веќе се знае дека ќе биде... Ќе предстојат консултации и ќе се донесат политички одлуки. Јас го кажав дека ова е еден реален проблем со кој што треба да се соочиме. Цензус, високиот цензус, и вие ако се сеќавате, ние цензусот го намаливме за избор на председател. Од тој проблем. Луѓето тешко излегуваат без да има надпревар, компетитивност, парламентарни избори. Тоа можеби е исто опција. И многу зависи како ќе се постави опозицијата и треба да биде јасна дали ќе учествува, дали ќе гласа против,